Од септември во образовниот процес ќе бидат вклучени и децата со онколошки заболувања, кои подолг период престојуваат на клиниката за детски болести. Тие ќе учат онлайн, а наставниците веќе имаат и обука како да се изведува наставата. Образование ќе имаат овие деца болни од канцер. Покрај тоа што треба да бидат во болнички услови, многу често треба да го продолжат своето лекување или опоравување и во домашни услови. Проектот предвидува истиот принцип да се одвива и во домашни услови. Наставникот определен за детето може да го посети домот доколку има такви услови, доколку се обезбедат и дозволи здравствената состојба на детето, или преку онлайн да продолжат да го совладуваат материјалот кој што е потребен. Целта на овој проект е децата да немаат застој во воспитно-образовниот процес и по завршување на лекувањето. Полесно да се ресоциализираат, да се вратат во училиштето и меѓу другарчињата. А ние ќе дадеме се од себе да им помогнеме првин да ја совладаат болеста, а потоа бројките и буквите. Сега и на Морам да признам дека нашите 10 години не се толку тешки колку што е барем еден ден на децата во болница. Се надевам и убедена сум, ние во САНОД цврсто веруваме дека со овој проект, со воведувањето на формалното образование, децата ќе имаат можност побрзо, полесно да оздрават и да се вратат назад меѓу своите другари. Им посакувам успех од 1 септември, ние сме тука низ целиот процес. Во моментов на одделот за онкологија на детската клиника има околу 20 на дечиња. Лекувањето кај овие деца трае до 2 години, а првите 6 месеци треба да бидат хоспитализирани. Министерството за образование и наука ја разгледува можноста и за онлайн настава за повредените во трагедијата во Кочани.